Поевтина струја од ЕСАМ, посолено ДДВ и неизвестна дневна тарифа, се прават последните калкулации за новата цена од 1 јули. Државните електрани ќе ја продаваат произведената струја за 3 евра поевтино од сега. На тендерот од Евана Хоум за набавка на електрична енергија, кој заврши денеска, се јавиле само ЕСАМ со понуда од 53 евра за мегават час. Оваа цена е за околу 5,35% пониска од претходната, која беше добиена на последниот тендер на универзалниот снабдувач, кога АД-ЕСМ понуди купопродажна цена од 56 евра за мегават час. Иако од понудата на ЕСАМ најмногу зависи каква ќе биде новата цена на струјата, се уште е рано да се прогнозира, со оглед на зголемените трошоци кои ги пријавија енергетските компании до регулаторна. Од електродистрибуција побараа зголемување за над 30%, МЕПСО за 53%, а преносниот систем МЕМО за над 18%. Покрај цената од ЕСАМ и трошоци од енергетските компании, во новите сметки за струја се враќа посоленото ДДВ од 18%. Дополнително, иако на голема врата се најавуваше враќање на дневната ефтина струја од 1 јули, сега е неизвестно кога тоа ќе се случи. Регулаторна ќе ги собира и одзема сите овие податоци до идната недела, кога треба да ја соопшти новата цена на струјата, која граѓаните ќе ја плаќаат до 1 јануари идната година. Бислимовски смета дека поскапување нема да има. Тие податоци што ги имаме до денеска, цената на електричната енергија не треба да поскапи. Премиерот пак прилично посигурен, него не му требаат пресметките, тој е уверен дека струјата нема да поскапи, што се однесува до ефтината тарифа. Влада топката ја фарли кај регулаторна. Тие ќе кажеле кога ќе бидат подготвени броилата. Јас не очекувам ценовен шок, истото го кажав и при сега веќе преспоследното определување на цената. Тогаш сите велеа дека ќе има зголемување на цената за 30, 40, 50, 60%. Тоа беа истите тие кои што беа експерти за корона, па потоа стана експерти за енергетика, сега се експерти за уставни измени. Во моментов цената на струјата се одредува по блок тарифи. Најскапи се третиот и четвртиот блок, каде при последното определување на цената имаше поскапување.